Во судницата во Идризово денеска продолжи рочиштето за обвинетите од Беланоца Барон, кои се осомничени за убиство, злосторничко здружување, изнуди и закани. После рочиштето, бранителот на Гани Марко Јовица Страшевски ги оспори доказите на обвинителството. Тука имаме обвиненија за сериозни кривични дела, како што се убиства, тешки дела против општата опасност. Понатака имаме за изнуда, злосторничко здружување, меѓутоа од сите докази што до денес на сите рочишта се изведени, јас кажав дека нити еден елемент од законските битија на овие кривични дела не е исполнет ни по действие, ни по основ на наведените кривични дела кои стојат како законски обелеши. Сакам да истакнам дека и денес беше мојот приговор во однос на тоа и на претходните рочишта. Ова го зборувам подкрепено со факти, бидејќи цело време ни се прикажуваат снимки од некои извршители кои или се со качци на глава, или се со маски, за кои не е утврден нивниот идентитет. Се кажува дека тие се извршители, извршителите се енен лица, а останува тие се непознати за обвинителството, а од друга страна сега обвинетите се теретат дека тие се организатори на тоа злосторничко здружување. Според бранителот Страшевски, чудно е како никој од државните органи не се заинтересирани да ги проверат комуникациите меѓу вице-премиерот Меджити со обвинителка, а кои претходно беа покажани во судот од страна на обвинет. Не сме во фаза на дополнение на постапката, тие се доставени до судот, значи ние ќе ги доставиме во дополнение на доказна постапка, меѓутоа повторам, чудно е како никој од државните органи досега не поведе грижа да се поведе една постапка, да се утврди дали се тие вистините или не се. Сепак и период на изборна постапка, тие може да наштетат или да одат во полза и на политичарите. Според Страшевски, од вчера се врши психичка тортура врз обвинетиот Марко, кој е ставен во самица поради тоа што најави нови докази кои ќе ги презентира во судот и во јавност. Значи, од вчера вечер е почната едно психичка тортура врз него со преместување во самница, без да добиеме никакво образложение зошто е преместен во самница, зошто тоа се прави. Сето тоа, по мое мислење, по негово кажување денес, кога се видовме на судењето, е заради тоа што веќе најавил дека има и други конкретни докази што треба да ги објави повторно. Меѓутоа, чудно е како досега, иако јавно беа покажани по медиумите тие СМС пораки, никој не пристапил да направи увид во истото и да се утврди вистинитоста на тие пораки, да се превземат мерки доколку се тие вистините. Бранителот Мерџан Даути смета дека во овој случај се обвинети погрешни луѓе. Се работи за едно предмет кривичен настани кој што започнале многу порано и се покренува обвинителен акт со туѓи докази за сосема погрешни лица. Тоа не е само како бранители, него кажуваме со некоја тенденција, туку се работи за предмети кај што немаме кредибилни докази. Воопшто, настани кои што се покренуваат порано за други предмети, со други нарачатели, за други лица. Сторители кои биле и веќе се водат активни предмети пред истиот суд од надлежното обвинителство. Се работат за предмети кај што немаме воопшто докази по однос на овие настани. Докази кои немаме кредибилен доказ, настан кој што немаме веродостоен доказ, кривични дела кои што се сторени од други лица, се теретат сосема други лица, односно овие обвинети.